Во очи 1 септември, стартот на новата учебна година, не престануваат шпекулациите за приватното училиште Јахја Кемал. На социјалните мрежи се појавија видеа и фотографии како се отстрануваат паноа токму од ова училиште, па дел од родителите, чии деца учат во оваа образовна институција, јавно прашуваат дали навремено ќе започне наставата и кога ќе заврши нината голгота. Телевизија Нова побара став од раководството на Јахја Кемал. Оттаму велат дека нема одлагање на стартот на учебната година. На прашањето дали нивното училиште е дел од терористичката организација ФЕТО, како што обвинува турскиот претседател Ердоган, оттаму велат дека тие не се вмешани во државниот удар, а правдата ќе ја бараат на суд. Во меѓувреме, дел од владините министри соопштија дека се бараат правни и законски механизми се со цел да се излезе во пресред на турските институции. Од Турција побараа од државите на Балканот да ги затворат сите фирми што имаат некаква поврзаност со Ѓулен, меѓу кои е и училиштето Јахја Кемал. Ова го објави новинската агенција Анадолија. Ние даваме, како што кажу, силна поддршка на легитимно избраните институции во Република Турција. Прашањето вие кое што го патувате претпоставува соодветна операционализација и веројатно ќе се барат правни механизми и законски механизми во Република Македонија за реализирање на определени цели. Македонија единствено ги поддржува демократски избраните институции во Турција и во тој поглед ќе соработуваме со владата во Анкара во насока на помогнување, односно остварување на нивните цели, секако во рамки на нашето законодавство и во рамки на нашите интереси. Освен во земјава, Јахја Кемал има 15 училишта во Босна, 12 во Албанија, 5 во Косово и 1 во Србија. Инаку председателот на Турција, Реджеп Тајип Ердоган, го обвини Фетула Ѓулен, кој е на чело на организацијата ФЕТО, за организатор на обидот за пуч во неговата земја, помогнат од како што ги нарече надворешните сили. Ердоган побара од САД екстрадиција, бидејќи Ѓулен во моментов живее во Пенсилванија.